Почитувани, во времето на Зоран Заев и СДС, Македонија беше држава на еден човек. Заев беше и обвинител, и судија, и главен кадија. Одлучуваше кој ќе биде гонет и кој ќе седи на судиската клупа. Судиите и обвинителите не се бираа по закон и интегритет, туку по послушност. Доколку ги следевте насоките на Зоран Заев, останувавте на функција. Доколку покажевте непослушност, веќе следниот ден бевте разрешени. Судските случаи се кроја по политичка мерка. Наместо правда, имавме политички пресметки, а наместо владење на право, имавме владење на страв. Членови на ВМРО ДПМН беа предмет на политички прогон, а притисокот не застануваше само на нив, се одеше и кон нивните семејства. Тоа не беше борба за правда, туку демонстрација на сила. Случајот со Мерцедесот и Гордана Енкуловска е само еден од символите на тој систем. Поранешниот врховен судија Катевеновски јавно посочи дека таа немала никакво сторено кривично дело. Кога предметот стигнал до него, на рочиште зад затворени врати, јасно кажал дека нема да даде позитивно мислење за притвор и дека одлуката ќе ја координира заедно со неговите колеги. Но разговорот со колегите никогаш не се случил. Утредента на седница на судски совет, која била свикана по насока на тогашната власт, судијата Катевеновски бил разрешен. Разрешен бил поради тоа што не постапил по политичка директива. Тоа е вистинското лице на Зоран Заев и на СДС. Ветуваа вистина и правда, а испорачаа селективност, криминал и корупција. Оние кои зборуваа за независно судство, создадоа зависно правосудство. Денес клопчето се одмотува. Сведоштвата остануваат се погласни. Индициите и сомнежите за директна поврзаност помеѓу СДС, Заев и одредени одлуки во правосудството не смеат да останат без одговор. Јавното обвинителство има обврска да постапи. Затоа што вистината, колку и да се прикривала, секогаш излегува на површина. Ви благодарам. Повелете со прашање. Пристигна едно прашање до Центарот за комуникации. Дали ВМРО ДПМН има изградено став за предлозите за брза интеграција во Европската Унија без право на глас, односно со постепено интегрирање? Благодарам на прашањето. Оваа ситуација е врз база на хипотеза, односно хипотетичка ситуација во која што Македонија е спомената како членка на Европската Унија, но сепак да оставиме на времето да видиме што ќе се случи, бидејќи оваа одлука е произнесена од војната помеѓу Русија и Украина. Така што, доставиме на времето, македонската дипломатија продолжува со офанзива, односно да работи за влез во Европската Унија како горда и достоинствена држава.